Почитуван председателе, почитувани пратеници, присутни луѓе од Министерството, да го поздравам и министерот кој што се обрати на денешнава јавна расправа, но пред се и експерти, присутни луѓе од институции, присутни луѓе од невладиниот сектор и сите останати луѓе кои што се засегнати околу носењето на овој пакет реформски закони. Јас би сакал малку пообично, поедноставно да разговарам денес на говорницата од како пратеник кој што не е толку стручен во делот на дигитализација и електронските комуникации или она што вие го работите како стручни луѓе. Пред се го поздравуваме ова што се случува како реформа или олеснување на нашите услуги како граѓани со сите овие реформи или реформски закони кои што се случуваат или кои што за денес за кои што ние расправаме и кои што се веќе влезени во редовна постапка. И уште еднаш благодарност до Министерството и до сите луѓе вклучени во процесот од почетокот до денес, но многу е важно што е јавна дебата, јавна расправа на која што можеме и ние како пратеници, но не толку стручни, да пренесеме дел од мислењето или разговорите со обичните граѓани што значат овие реформски закони за секој еден човек во нашата држава. Пред се јас од она што можам да го кажам како член на Комисијата за транспорт, дигитализација и така натаму, како и да е целосното име во собранието, би ги поделил овие 4 закони, два се некако постручни, односно предлог за закон за безбедност на мрежи и информациски системи веројатно е повеќе стручен, предлог закона за електронски комуникации исто така, а овие другите два предлог закон за изменување и дополнување на закон за електронски комуникации, електронска идентификација на доверливи услуги е повеќе за веројатно како чиста придобивка или директна придобивка на граѓаните. Сите се интересни и важни за граѓаните, затоа што без овие веројатно не може да се случат и овие други промени кои што ќе се воведат во комуникацијата на граѓаните со државата, со институциите и нивното олеснување во општење со севкупното, значи општество, добивање на услуги и така натаму. И на крајот и законот, предлог закон за архивски материјал и архивска дејност, кој што исто така е многу важен и на кој што јас како претходно вршител на некои други функции или во интерес на граѓаните, сум се соочил со застарен начин на функционирање на архивирањето или архивската граѓа, водењето на тие постапки. На тој начин мислам дека унифицирањето во тој дел е многу важно. Сепак граѓаните се многу среќни од она што јас како пратеник и чести средби со граѓаните во битола го разговараме и од она што може да се види од нивното поимање за сето ова што се случува во делот на овие реформски пакет закони. Пред се секако ги очекуваат услугите на дигитален паричник, електронска потврда на своите атрибути, електронски записници, ова електронскиот потпис, печатот, надалечина, нормално сертификацијата. И сето ова го очекуваат што побрзо за да се почувствуваат повеќе европски, поблиску до стандардот во кој што живеат граѓаните во Европската унија, односно во западните држави и земји. Исто така, во однос на законот за архивски материјал, многу е важно што ќе се премини кон нов, модерен, дигитален и транспарентен систем за управување со службените документи. Секако ова ќе значи и професионализација и дигитализација и правна сигурност на документите во сите институции. Најголеми придобивки ќе имаме сите ни, односно целата држава Република Македонија. Ова всушност представува една поширока реформа во нашите реформи за евроинтегративниот процес, градење на ефикасна, транспарентна и усогласена јавна администрација, што е предуслов секако за почеток и на тие очекувани преговори со Европската унија, но пак ќе кажам на крајот, најважно за граѓаните е намалување на бирократијата и подобрување на услугите, додека во исто време ќе се осигурат за заштитата, важност и сигурноста на документите со кои што се обраќаат, комуницираат помеѓу себе и граѓаните, но и со институциите. Така што силно ги
ги поддржувам и јас како пратеник, но и граѓаните. Општиот впечаток е дека сите сакаат намалување на гужвите, намалување на трошење на време, чекање пред институции, секако тоа го кажавме и на пресконференција претходно дека многу скапа валута во ова време е човечкото време, односно времето на секој наш граѓанин, односно на секој поединец, така што овие закони верувам дека со поддршка на сите вас, вие кои што сте тука присутни, а и овие кои што не се, и колеги кои што не се, да не сакам да политизирам темата, но верувам дека тоа што денес не се присутни други пратеници или пратеници од опозицијата, претпоставувам дека е само поддршка на успешно спроведениот процес и токму веројатно и затоа не се денес присутни, го препознаа овој позитивен клик на експертите, на јавноста, на Министерството и веројатно ќе очекуваме да го поддржат и со консензус овој реформски пакет на закони на пленарна седница. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.